Добро вечер, Македонија, добро вечер, македонци, добро вечер, патриоти. Стигнавме до преддомот на господинот поранешен вице-премиер Пешевски. Понатака не можеме да одиме, бидејќи тој поранешен вице-премиер забранил одење до неговата врата и на делегација. Ние тука дојдовме нема да правиме проблеми со полицијата, бидејќи тие си ја вршат работата онака како што челниците им наредиле. И Оливер, нивниот министер. Овдека, значи, ние ќе го прочитаме писмото. Ќе пробаме, ако дозволат еден, двајца, тројца делегати да однесат писмото до бар, ако ништо друго, до поштенското сандаче во ред. Ако не, ќе го прочитаме и ќе го доставиме, бидејќи и самиот тој тука живее, слуша, гледа. Во тој контекст сега би дал, доколку сака некој да се обрати прво, па после да го прочитаме писмото, или прво да го прочитаме, па сега ќе го прочитаме писмото, па после тоа ќе даде на збор на одредени личности овдека кои подобро го познаваат. Отворено обраќање до поранешниот вице-премиер Владимир Пешевски. Кризниот штаб против промена на уставот, распуштање на собранието, распишување на избори Македонија блокира, во која членуваат 84 организации од земјата и диаспората, како голема сенародна коалиција за спас на името и уставот на Република Македонија. Се обраќаме со ова отворено писмо до вас, како реакција на вашето отворено писмо со кое јавно се приклучувате кон националното преданство, со вашиот повик да се гласаат уставните измени со кои се брише се што е македонско. И на вас, и на нас ни е јасно дека македонскиот народ не поддржува вакво срамно и насилничко менување на името, бришење на асном, бришење на идентитетот и нашата култура и историска посебност. На референдумот народот си го кажа своето мислење и изрази став кон вие, кој вие сте должни да го почитувате. На сите ни е јасна тежината на ситуацијата во која се наоѓате, дека сте изложени и на притисок и закани кои не успеавте да ги издржите, но мора во своето однесување да имате во предвид националните и државните интереси на Република Македонија. Срамно е сега со вакво отворено писмо
да ги повикувате дури и пратениците на ВМРО ДПМН да се приклучат во националното предавство и да гласаат за уставни измени. А токму ВМРО ДПМН ви овозможи да поминете десетина години на висока државна функција, иако немавте ниту еден ден членство во ВМРО ДПМН. Државата со овакви поранешни високи функционери се претвори во пример за потсвев и секаде сме посочувани како ненормална во наводници држава. Вие се уште имате можност да се издвоите и издигнете на сето ова. Слушнете го крикот на народот. Слушнете го шепотот на минатите генерации. Подсетете се на жртвите кои ги положија своите животи на олтарот на битката за своја држава Македонија. Со кое право барате ова и ова ќе го менувате? Кој кога ве гласа за ова ли ве избра? Малку е темница, поради тоа малку писмото. Дигнете глава, ние сме со вас. Ако ви се заканува, народот ќе ве чува. Никој не може да оди против народот. Излезете со нас, простено ќе ви биде. Дојдете да ја спасиме Македонија заедно и да не бидете запаметени како предавници и изроди на сите наши поколенија. Сега веќе нема простор за играње на две столчиња. Или сте со народот, или вечно ќе бидете запаметени како негови затрапи. Сетете се во тишината на ноќта на легендарните зборови на Брашнаров, со кои е отворено заседанието на АСНО во наводници. Во овој момент, во ова историско место, Свети Отец Прохорчински и на овој историски Свети ден Илинден, кога објавувам да е отворено првото антифашистичко собрание, со радост и пред мрежите на очите гледам како се движиле сите реки од Чинја до Вардар, од Места и Бистрица. Заплускуваат и цела македонска земја, сакајќи да измијат од македонскиот народ десетвековниот робски срам од пропаста на Семоловата држава, за да се роди денеска нова, светла и слободна македонска држава. И инспирајте се со неговата визија и борба. Не предавајте, не продавајте. Не започнувајте нови 10 века робски срам. Излезете со нас, елате да се преганеме и заедно да се избориме за нова надеж. Нема да биде лесно, но нема да сте сами. Со вас ќе бидат милиони македонци од Македонија и целиот свет. Ќе ве славиме како Брашнаров еден ден. Не дозволете да ве запаметиме како коте од рулја. И не дозволувајте други држави да ви го подигаат споменици како нивни херои. Да живее Република Македонија! Да живее! Вечна Македонија! Вечна Македонија! 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 Добро вечер, Владимир Пешевски. Што ти... Многу сме изненадени од твоето писмо од пред 2 дена, со кое се вклучи во националното предавство. Со кое ли ги повикуваш пратениците на ВМРО ДПМН во собранието да го гласаат уставот, да ги гласат уставните измени, со кои се брише се што е македонско. Со кој ли го напиша тоа писмо до пратениците од партијата која ти овозможи 10 години да вршиш висока државна функција. И ти си еден од тие исклучоци, едно големо изненадување. Самиот знаеш, пред 10 години на денот подпиша пристапница за ВМРО ДПМН и прва функција ти ставија вице-премиер на Груевски. И сега, пред 2 дена, пишуваш писмо да се вклучиме во националното предавство. И дури во тоа писмо многу е индикативно. Бараш амнестијата за 27 април да се прошири за сите кои што се обвинети од специјалното јавно обвинителство. Дали тоа подсвесно кажуваш дека гледаш вина и на твоја страна? Ти си, за разлика од пратениците кои што се политички прогонувани за измислено дело тероризам, ти си така условно кажено во една полубава состојба. Ти си обвинет со Милијан Киевски и со Груевски за дело од економската проблематика. Ти си обвинет за економски криминал и можеш лесно да го докажеш тоа, дали си виновен или не си виновен.
Нема против тебе политички прогон. Само треба пред судот да докажеш твојата невиност. Знаеме, обвинението е тешко. Тебе, Груевски и Мекиевски, обвинети се за проневера на 155 милиони евра за кинеските автопати. Или поточно, колку што пресметало специјалното јавно обвинителство, 155 милиони 117 и 172 евра. Значи, до 1 евро ви е пресметано во вашето обвинение, зошто се обвинети. И ти само треба да излезеш пред судот и да кажеш, или си ги земал тие пари, или не си ги земал. Твоето обвинение лесно може да се докаже. Меѓутоа, многу е индикативно денеска во писмото бараш амнестија за сите обвинети и за економски криминал и политички прогонуваните. Меѓутоа, тоа нема да помине. Ако на судот ја докажеш твојата невиност, ние како народ ќе ти дадеме безрезервна поддршка. Меѓутоа, ако се докаже дека сте проневериле 150 милиони евра, и ние ќе ве затвориме. Затоа треба да излезеш пред овој народ, да го примиш нашето протестно писмо, што е реакција на твоето писмо од пред 2 дена. Немо да ве лаже Заев, сега барем во услови гледаш, еве вечера да објавиме радосна вест. Еден дел од пратениците, веќе 8 од бендати пратеници се предумислуваат. Нема да помине двотретинското мнозинство. Нема да ве лаже Заев. Ем ќе го гласате предавството, ем сите ќе ве носе во затвор. Вашиот спас е само со народот. На пролет има председателски избори, ќе дојде нова легална власт во Македонија и доколку не сте виновни сите, вие ќе бидете слободни. Издржете уште малку, знаеме дека не ви е тешко. Ние ги посетивме сите пратеници, меѓутоа еве од вечерва од вчера стигаат убави вести. Еден дел веќе од тие се предумислуваат. Тоа мнозинство од 80 пратеници веќе виси, не е сигурно. Шо ти требаше тебе сега пред 2 дена да пишуваш писмо по нарачка на Заев? Затоа те повикуваме уште утре да го повлечеш твое писмо. Сметаме дека било само лош ден, во која си го објавил тоа писмо, во која повикуваш на предавство, во која повикуваш пратениците да изгласат уставни измени, а со тие уставни измени се брише се што е македонско. Треба вечерва излезе со народот. Овие луѓе тука се представници од здруженија, од партии, не е ова политички собир. Ова е тука борба за Македонија, за македонците, света борба на сите нас. И затоа ти треба да биде со народот. Ако си невин, ако ја докаже својата невиност, сите ние еве даваме јавна опреска, ќе те одбраниме како македонски народ. Да живее Македонија! Господинот Олумчев се. Олумчев. Браќа и сестри, јас вечерва се прв пат на ваков собир. 2 години сум по улиците низ Македонија и протестирам, затоа ќе се свртам према вас, ќе се обратам. Еден сум од основачите на ВМРО ДПМН, 90-та година. Овој човек, Владимир Пешевски, беше функционер на истото ВМРО ДПМН. Пред некој ден се обрати со отворено писмо, со кое што го подржа договорот Ципрас Заев. Јас не молам, ниту еден член на Македониум не моли за нас. Тој што го предал собствениот народ е предавник и точка на приказната. Предавник! 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 Јавно ги повикувам сите пратеници, македонци по род, без разлика од која партија да се во парламентот, да се повлечат од намерата да го обезличат македонскиот народ и да му го продадат идентитетот. Јавно повикувам од ова место, се обращам до председателот Иванов. Председателе Иванов, не е доволно само патриотски говор во Генералното собрание.
преземете согласно вашите ингеренции меѓународно правното исто, за да се укинат додатните услови за Македонија, кои што ги нема нити во преамбулата на Обединетите нации, нити во одлуките на меѓународниот суд од Хаг од 48 година. Ова што се работи во Македонија е по волја на надворешниот фактор. Се руши волјата на македонскиот народ, која што го бойкотираше предавничкиот референдум од 30 септември. Капак тапа на сте стави Државната изборна комисија, која што излезе јавно и го прогласи референдумот за неуспешен. Јас би имал толку, а од тука натаму Пешевски и компанија нека продолжат како што мислат. Бирајте Пешевски или предавници, или со народ македонски. Да живее Македонија! 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 Господин Филип Петровски да се врати. Добро вечер, браќа и сестри. Добро вечер за македонската полиција, која што е принудена да го дели македонскиот народ од македонските бивши функционери. Нели е срамота ова? Луѓе што уживаа привилегии од државата, сега ги бранат од нас. Ние немаме никаква лоша намера. Само сакаме да изразиме едно несогласување со предавство од вековни размери. Ова полиција утре ќе биде полиција на Северна Македонија. Тоа не е прифатливо за тебе, господине Пешевски. За нас не е. За македонскиот народ не е прифатливо. И да знаете, не сме малку. Не сме малку. Многу сме. Не се дојдени тие што се уплашени. Не се дојдени тие што се под закана за работно место. Не се дојдени тие што немаат пари да дојдат од други градови. Не се дојдени тие што не ги организирала партиска инфраструктура. А сите се со нас. Цел народ е со нас. Знаете ли од кај знам? Да не беше така, ќе успееше референдумот. Ама не успее референдумот. Народот не сака да се смени името. Народот не сака да се брише Асно. Народот не сака да се упише Охридскиот рамковен договор. Дури Охридскиот рамковен договор го нема у Преспанскиот, односно Грчкиот договор во тој пакет. Тој се упишува сега во преамбулата за да господинот Заев ги добие албанските гласови, за да ја запечати со 2/3 историјата на Македонија. Е, ние имаме право да дигнеме глас против тоа. И го дигаме нашиот глас. Македонија! 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 Што сме сега ние? Што сме сега ние? Непријатели на Македонија? Што не снима полицијата? Кажете ми, што сме ние? Непријатели? Што правиме што е надвор од нашите уставни овластувања? Да се побуниме, да дигнеме глас, согласно уставот да изразиме политички став и слободно размислување. Зошто не снимате? Зошто ги посетувате нашите другари и ги викате по полициски станици? Што направивме ние? Што е против Македонија? Нели е срамота? Оливер, погледни ги видеата. Ова не е приватна полиција. Ова полиција му припаѓа на македонскиот народ. И ќе дојде ден кога ќе ги спушти шлемовите и ќе застане на наша страна. Затоа што ви стирате на нашата страна. Ние не правиме ништо надвор од интересите на македонскиот народ и македонската држава. И доволно е, браќи и сестри. Една зграда, 2, 3, 4, 5 социјалните мрежи ќе знае целиот македонски народ дека отпорот е жив, дека не сме се предале и дека ќе се бориме додека не држи стасот и гласот за Република Македонија. Да живее Република Македонија! 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 Македонија!
Македонија! Благодарам, Филип. Сега ќе ви се обрати господинот Жарко од Христијанско братство. Ајде, добро вечер на сите присутни. Јас Пешевски не го познавам лично и тој е еден репер што сум вечерва горд. Затоа што ако го познавав, по мојот табиет јас немаше да седам мирен и па овие полицајци ќе го спасеа. Предавството што го направил Пешевски и го прави сега овој момент, ќе си ги сноси последиците. Ние немаме ништо против Министерство за внатрешни работи, ни сме имале, нити планираме да имаме во идни. Само пораката беше до него дека предавството ти го започна. Попаметно и помудро е да го допреш, да си се вратиш на оној пат од каде што имаше привилегии во 11 години. Да. Сега еден говор кој што го имам тука више скоро 2 недели е тачно за тебе Пешевски, за останатите 8 пратеници кои извршивте предавство. Значи, следната порака е до Министерство за внатрешни работи. Ние не сакаме да се бориме против вас. Никогаш нема да се бориме против својот народ. Но тоа не смее да ви влее сила и храброст, за да го злоупотребувате законот и уставот, а најмалку да помислите да не заплашувате и уценувате. Силата е оружје на слабите, додека ненасилството, што ние го преминуваме, е оружје на храбрите. Затоа и ви се обраќам јавно, како лидер на најголемата аполитичка организација во Република Македонија. Треба да се сосредочиме на мудрост, трпение, разум и мир, а не на сила и вој. Македонија и македонскиот народ во овој момент војува сама со себе. Војуваме ние кои што го заштитуваме уставот и законот против тие што во овој момент тој устав и закон го прекршуваат. Со тоа што вие ги штитите нив, под автоматизам сте нивни соучесници. Како ќе се одвива времето и настаните, како што вие не снимате нас, верувајте дека и ние ве снимаме вас. Еден ден ќе седнеме и ќе расчистиме убаво. И затоа го користам пред се овој момент да го замолам МВР да не ги брани повеќе пратеници. А се ќе ви образложам зашто. Затоа што со вашите поставки и божевско бранење и штитење на истите, вие повеќе зло им нанесувате. Од една страна ги охрабрувате да продолжат да вршат предавство, а од друга страна играте со нив. Дајте ми само еден пример, каде било кој од овие предавници е физички до сега нападнат. Невербално, зборувам за физички. И ве молам, не филмувајте завери против нив и против нас. Од едноставна причина што и еден ден, ако македонскиот народ реши да ги казни за нивното предавство, нема полиција на светот што може да ги заштити. Верувајте најмалку вие, затоа што вие сте наши роднини и наши браќа. Така е. Да бидеме најасни, се додека нашето трпение е вака, преку разговор, тоа е таа порака, останете си мирни. Пратеници од било која партија, ова сега важи и за Пешевски, и за тие што и поминавме Охрид, и за Скопје, и за тие понатамо што треба да ги поминеме. Ако не ми верувате, еве поставете им едно класично прашање на тие што ве бранат. Запрашајте ги, колку време ќе ве штитат? Еве Пешевски, јас лично ќе ве прашам. Колку време ти мислиш со изгаснати светла горе? Сега ги запали. Така ми рекол. Колку време мислиш дека оваа полиција ќе те штити? Месец? 2? Година? 5? Еден ден Пешевски ќе престана да ве штита. Што после тој ден ќе се случи? Дали вие тоа го размислувате воопшто и сте свесни? Е, сега, ви ветувам и на тебе, и на другите, дека македонскиот народ нема да ве заборави.
Вие, господа пратеници, не украдовте, не излажавте за да ви опростиле. Вие вршите предавство, не предадовте и не подчинивте под други народи и држави како македонци и македонски народ. Ова не се заборува и не се опростува никогаш. Мојот совет е најдобро намерен, како ваш брат и ваш бивши колега во неколку наврати. Ви зборувам и како сограѓани. Заборавете на заштитата. Тоа е ветер и магла што вие го правите. Претурање од празно во шупливо. Ова да му го пренесете и на министерот на внатрешни работи на Република Македонија. Сега веќе ова снимено. Он ќе го види. Вразумете се самите. Направете го оно што го направија вашите колеги во Бугарија. Вие со ова што ги заштитувате, само ги охрабрувате во предавството. Ме предаваат нас, ама ме предаваат и вас. Се ова што се случува врз мене, ќе се случи во иднина и врз вас. Сакам да ви влеам мудрост. Размислете и не бидете само послушни слуги. Погледнете го, ова е до Пешевски и до пратениците. Погледнете го своето семејство. Што им направивте и што уште треба да поминат покрај вас и вашето предавство. Нели ви е срам сега овој момент да се криете во вашиот стан, а ве слуша цела населба? Ово да се случи Пешевски кај мене доме и да дојде ваков народ, јас верувајте ќе се самоубијам. Која доблест вие имате после ова? Да утре слезете од таа зграда и да поминете по оваа улица? Која е таа храброст? И дали вие имате доблест покрај сето тоа што 11 години го лажевте и крадевте овој народ? Ова е жалост. Нека проработи пред се вашиот морал. Ако го имате воопшто. Колкава е само цена и болка треба да платат вашето семејство, вашите соседи, вашата фамилија и Македонија. Покајте се. Ништо страшно. Исправете ја грешката, додека имате време и повлечете се. Ова беа неколку пораки, што сакав да ги упратам до Министерството за внатрешни работи. Не им влевајте погрешна надеж. Ние сме македонци 1,5 милиони. Да не си играме со оваа држава. Оваа држава ни е од Бога дадена. Во Библија ја има. Не може некоја клапа на криминалци кои што краделе 11 години да не осудат нас. Да не осудат и да не уништат. Ви благодарам. Пред се, Господ нека ја благослови Македонија и македонскиот народ. И нас и вас. Амин. Во ред, благодарам на говорниците. Сакам да ви напоменам дека во оваа зграда не живее само еден предавник. Има уште еден кој цело време суфлирал таму, кој брани дека Пешевски не е крив. Крив сум јас ли со 150 милиона евра што ги сум ги украл. Што немам еден денар во джебот. Так лај и брани го. И изгледа си соучесник со него. И благодарам македонски народе. Писмото нема да ни дозвола да го однесеме, но јас ќе најдам начин како да стигне писмото до него. Не се секирајте. Не е можна полицијата да го заштити. До утре са бајле кај него ќе биде. Па нека го чува полицијата цела ноќ ако сака. Македонија! 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 Македонија!